Добро вечер. Продолжи судењето за случајот со самоубиството на Ивана, која заедно со нејзината ќерка скокна од балкон во Скопското Авталидже по долгогодишно физичко и психичко малтретирање од страна на нејзиниот сопруг Стојанче, кој меѓу другото е обвинет и за поттикнување на самоубиството. Сведочеа Мартин Саздов и сведок кој бил очевидец на насилство од страна на Стојанче. Речиси 3 часа. Обвинителката Адела Бојчевик и судијата Ивица Стефановски го испрашуваа сведокот Мартин Саздов во процесот каде обвинет е Стојанче Јовановски за 3 кривични дела, меѓу кои и за наведување на самоубиство. Саздов, кој дошол по Ивана и Катја ноќта кога Стојанче ги оставил на автопат во близина на Штип, видно вознемирен, низ солзи, раскажуваше за трагичниот настан во кој животот го изгубија Ивана и незината 6-годишна ќерка Катја. Саздов, одговарајќи на прашањата, раскажа за насилството кое Ивана го трпела, а често и пред него. Иако одреден период престојувала кај мајка ѝ, се вратила кај насилникот за да може да си го поврати незиниот дел од станот, кој претходно му го препишала на сопругот. Кратко пред трагичниот настан, отишла дома да се спакува, но се премислила. Им кажала на Мартин и Стојанче да не ја чекаат, дека сака да одмори. Кратко потоа се јавила на камера од тераса со детето в раце, пошто се слушнал силен удар. Додека стоевме долу му се јави на Стојанче. Го прашав што му кажа, ми рече не ја разбрав. Предпоставив дека му кажала дека ќе направи нешто. Ми се јави мене и ми рече можеш ли да му кажеш на Стојанче на камера да ми се јави. Ивана му задзвони на камера. Јас дзирнав во неговиот телефон и видов што се случува. Ја видов со Катја во раце на тераса и сватив. И реков немој да си направила глупост и веднаш слушнав силен удар. Истрчав да видам што се случува и ја видов Ивана во крв. Почнав да трчам по Катја, ама ми текна дека претходно Ивана ја заклучи вратата. Тогаш ја видов и Катја донезе. Почнав да викам, викнете брза помош. Толку беше. Стојанче супати на главната улица, јас истрчав на Ивана и Катја. Стојанче не отиде да ги види. Пред судот сведочеше и очевидец при еден од нападите на Стојанче врз Ивана. Посочи дека се обидела да го смири Стојанче додека ја тепал во паркот во Ѓорче Петров. Иако повикала полиција, Ивана не сакала да поднесе пријава против Стојанче. Забележав луѓе што се расправаат. Ми привлече внимание плачењето на девојчето. Замолив една мајка да дојде со мене за да го смириме детето. Стојанче ја удри Ивана со шамар. Застанавме да ги разделиме, а јас го земав детето за да го смирам. Детето се тресеше. Стојанче повторно ја нападна Ивана со повеќе удари по главата и телото. Ја оставив Катја и повикав полиција. Му кажав на Стојанче дека ова е кривично дело и не смее да го прави пред дете. Ништо не ми одговори. Ја зема Катја и бидејќи свати дека викнав полиција си замина. Ивана не беше заинтересирана кога и кажував дека ќе помогнам да пријави. Кога пристигна полицијата ја замолив да го пријави Стојанче, но таа замина. Иако Ивана на денот на трагедијата барала помош од полицијата, но не сакала да поднесе пријава. Полицајците и кажале може да одговара за лажно пријавување, при што ја советувале проблемите меѓусебно да се ги решат. Судењето продолжува утре, за кога е планирано да сведочат наставничката на Катја, братот на Ивана и една соседка. 13 полициски службеници кои се товарат дека не ја спречиле пиротехниката во дискотеката Пулс за време на кобната ноќ седна на обвинителна клупа. Но рочиштето беше одложено по барање на одбраната на еден од обвинетите полицајци. Повторно беше побарано испојување на оваа судска постапка со главното судење за трагедијата во Кочани. Судењето ќе продолжи на 28 мај. Повеќе детали од Михајло Видимливски. На обвинителна клупа седнаа 13 полицајци и началници од Кочани и Штип кои биле во дискотеката Пулс кобната вечер на 16 март лани, кога во пожар загинаа 63 лица, над 200 беа повредени. Се товарат за тешки дела против општата сигурност. Односно, според обвинението, полициските службеници одобриле и спровеле план за акцијска контрола на угостителски објекти без целосна проверка, дали се испочитувани законските прописи и безбедносните процедури. При контролата во кабарето не биле преземени соодветни
мерки за заштита на присутните лица, ниту било спречено користење на непријавена пиротехничка опрема, што довело до настанување на пожарот, стои во обвинението. Но рочиштето се одложи на барање на еден од адвокатите поради веќе закажан друг притворски предмет. Дел од нив пак до судот доставиле и барање за спојување на овој со големиот предмет во кој се опфатени 35 лица и веќе се суди, со образложение дека се работи за различни докази во одвоени постапки за ист кривично правен настан. Обвинителката Спасенка Андонова рече дека ќе го разгледа барањето, но уверува дека нема да има застој во судењата. Застој во поглед на постапувањето по сите предмети нема да има, без оглед на тоа кој се јавува како застапник на обвинението, односно на обвиненијата, затоа што станува збор за јавно обвинителски предмети кои што се проследени до надлежниот суд и судот е тој кој што понатаму ќе определува динамиката на постапување по истите. Андонова во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција ги презеде трите предмети за полицајците, меѓу кои едниот со тројца обвинети кои веќе се судија тие негираа вина. Сепак тврди дека обвинителството располага со цврсти докази за овие случаи. Обвинителството во секој случај кога поднесува обвинение, значи дека е сериозно убеден во доказите со кои што располага и кои што понатаму во текот на судската постапка ќе треба да бидат презентирани. Останува убедувањето на судот и секако соодветна судска одлука. Овој предмет го суди судиката Фанка Јанчулева Михаиловска и следно рочиште кое ќе биде подготвително закажа за 28 мај. Состојбата со горивата во земјата е стабилна. Нафта и мазут има и цената на електричната енергија нема да расте, уверува премиерот Мицкоски. Тој најави продолжување на мерката за намалување на ДДВ-то за нафтата доколку цените во иднина растат, а доколку е потребно и продолжување на кризната состојба и намалување на акцизите. Мицкоски уште еднаш ги повтори ставовите дека уставни измени, без предвидливост на евроинтегративниот процес и без гаранции нема да има. Доколку видиме дека ќе имаме зголемување на цените на безоловниот бензин и на дизелот, тогаш апсолутно дека ќе ја продолжиме таа мерка, се додека трае кризната состојба. Ако продолжи понатаму, ќе ја продолжиме и кризната состојба и ќе ја продолжиме повторно мерката. И ако повторно ескалира, имаме уште алатки на располагање. Нема да има поскапување на цената на електричната енергија за граѓаните, така што целата состојба е под апсолутна контрола. Ќе повторам, предизвици ќе има, дневно ги решаваме, имаме индикатори, имаме анализа, имав состанок и со директорката од Комисијата за заштита на конкуренција, го подготвуваме новиот закон во кој што се предвидени многу поголеми глоби за оние трговци кои што ќе се однесуваат девијантно и непазарно. И во зависност од тоа каква ќе биде реалноста, така и ќе постапуваме. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак најави дека ќе испрати писмо за стратешка саботажа на македонската интеграција до европските институции. Смета дека со изјавата дека е подготвен да чека и децении за членство во Европската унија, Мицкоски ја води земјава кон изолација. Со тој чекор, што не представува никаков ризик за нашиот национален идентитет, за нашата култура, за нашиот јазик, а тоа се уставните измени. Ние ги остваруваме националните интереси долгорочно членство во Европската унија. Јас денеска сакам да ги известам сите евроамбасадори во земјава, високите функционери на Европската унија, Европската комисија, Советот и на НАТО, во врска со системското демонтирање на евроатланската иднина на Македонија, благодарение на изјавите и најавите на премиерот Христијан Мицкоски. Одлуката на јавниот обвинител Савески за повлекување на овластувањата на дел од обвинителите ја остави Ленче Ристоска без предметите Талир 1 и 2. Таа најавува дека допрва ќе се произнесе, додека дел од експертите не гледаат ништо спорно во одлуката на републичкиот јавен обвинител. Премиерот Мицкоски не сакаше да коментира, додека од СДСМ сметаат дека Савески е под директна контрола на Мицкоски.
Државниот обвинител Ненад Савески стави подпис на одлуката со која се одземаат овластувањата на обвинителите кои водат предмети што не се во нивните матични обвинителства. Испратена е до сите обвинителства во земјава со цел, како што кажат, да се воведе конечен ред. Добар дел од предметите се за висока корупција, меѓу нив и Талир 1 кој се однесува за перење пари во ВМРО ДПМН и Талир 2 за незаконско финансирање на седиштето на партијата, кој досега ги водеше обвинителката Ленче Ристоска. Таа за Канал 5 вели дека се уште не го добила известувањето и дека дополнително ќе се произнесе по ваквата одлука на Савески. Ова одлука предизвика и политички реакции. Председателот на СДСМ Венко Филипче обвини дека републичкиот обвинител Савески постапувал според насоки на премиерот Мицкоски, а ваквите одлуки според него биле доказ. Еве зашто не гласавме и не му дававме подршка. Затоа што работи по диктат на Христо Мицкоски. Има ли поголем доказ од тоа да се спасат предметите во кои што ВМРО ДПМН е предмет на истражување и судски процеси? Па има ли поголем доказ? Премиерот Мицкоски пак рече дека нема да ја коментира одлуката на републичкиот обвинител, но вели дека јавноста очекува одговори што се однесува до предметите кои ги отворило тогашното специјално јавно обвинителство и начинот на кој истите се воделе. Јас тоа го кажав и за време на пратеничките прашања во парламент, очекувам од јавниот обвинител во јавноста, новиот јавен обвинител во јавноста да излезе со став за тоа како затвореникот тогашен Катица Јанева ги пренесе своите овластувања и ги оживеа предметите од поранешното специјално јавно обвинителство. На кој начин? И како беше тоа направено? Македонската јавност, граѓаните заслужуваат да знаат, бидејќи тие ги плаќаа оние скапи милионски хонорари за тие така наречени обвинители кои што беа дел од СЈО. Експертите пак сметаат дека преваргу се носат заклучоци. Универзитетскиот професор Гордан Калајджиев по однос на предметите Талир 1 и Талир 2 вели дека веќе се застарени и траат предолго. Во моментов нема забелешка на одлуката, но вели ако има нешто спорно, набаргу ќе се открие. Работите со Ленче се добие друг призвук, затоа што се направи целата една атмосфера и која практично целата работа ја покажува автоматски во политички контекст. И ја не сум сигурен дали сега новиот обвинител не е упаднат на некој начин во таа замка. Сите негови нови одлуки да се толкуваат така. Мислам дека има доволно углед и интегритет, може да му се верува дека овие одлуки се донесени бонафиде. Покрај Талир 1 и Талир 2, нов обвинител од Дана Гоговска ќе ги преземе предметите за онкологија, а веќе нов обвинител ги застапува трите предмети за полициските службеници поврзани со трагедијата во Кочани, кои ги водеше обвинителката Ивана Трајчева. Толку во вечерниот преглед. Пријатно.